Се извинувам да го вклучам микрофонот. Значи, почитувани присутни, тука имаме навистина добар, важен проект за сите граѓани на Скопје. Значи, за сите 600-700 луѓе кои што живеат во Скопје, но исто така и за луѓето кои што доаѓаат од Скопје од внатрешноста на Република Македонија. Јас ќе го опишам овој одличен, навистина добар, корисен, потребен амандман, кој што го поднесе колешката Стаменковска, но исто така го поддржуваат и поголем број на пратеници од ВМРО ДПМН тука, а се однесува за мост, за изградба на мост, кој што ќе биде вонредно важен над реката Вардара, кој што ќе биде важен за општините Аеродром, општина со околу 80-90 жители, општината Газибаба со околу 75.000 жители и општината Центар со некаде околу 60-70.000 жители. Значи, само од овие три општини, почитувани присутни, имаме 200.000 граѓани на Скопје кои што секојдневно се заинтересирани за овој мост кој што е насушна потреба за цело Скопје, но исто така и за граѓаните од другите општини, другите градови од цела Македонија кои што доаѓаат и кои што се дел од гужвите во Скопје. Значи, овој мост е некаде кај спортската сала Јане Сандански. Значи, тоа е продолжување на булевар кој што оди од Лисич и Аеродром, ќе избие понатаму кај Газибаба, кај Сајем, ќе продолжи на кај Центар. И што вели владата? Владата на Зоран Заев вели амандманот се одбива, нема доволно пари. Мислам дека е тоа катастрофална порака од владата на Зоран Заев кон граѓаните на Скопје. Јас би образложил со неколку работи. Почитувани присутни, почитувани граѓани, имаме градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, кој што е најслаб градоначалник во историјата на Скопје. Скопје никогаш немало полош градоначалник. Скопје никогаш немало понеспособен градоначалник. Ај што е неспособен, ај што ништо не работи, туку е арогантен. Тука доаѓа, зборуваме за загадувањето, зборуваме за најголемиот проблем на скопјани, тој игра игри на мобилниот телефон. Тука во оваа сала. Огромен револт. Граѓаните на Скопје велат Шилегов година и кусур наназад, еве уште малце ќе дојде година и пол како е градоначалник, нема ништо направено во Скопје. Ајде што самиот нема иницијатива. Ние велиме, ајде, иако е тој неспособен, иако се неспособни локалните градоначалници, Златко Марин е целосно разочарување за граѓаните на Аеродром, исто како и Богдановиќ во Центар. Центар никогаш не бил повалкан, Центар никогаш не бил позапуштен, исто како и градоначалникот за Газибаба. Ајде, иако тие не можат тоа да го направат на локално ниво, нека се направи со интервенција со средства од владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија во моментот во овој законодавен дом ни го предлага најголемиот буџет во историјата на Македонија. Никогаш повеќе нема да се исцеди стопанството, никогаш повеќе нема да се оданачат граѓаните на Република Македонија. 3,7 милиарди. 3,7 милиарди евра. Ние велиме, ајде 10 милиони евра да се потрошат на овој мост, кој што е насушна секојдневна потреба за 600-700 000 граѓани на Скопје. Одговорот амандманот не се прифаќа. Моето логично прашање е следно. Почитувани колеги од СДСМ, од парламентарното мнозинство, представници во владата на Зоран Заев, Тевдовски и Јанјушев. Оваа 2017-18 година трошите 3,3-3,4 милиарди евра. Следнава 3,7. 7 милиарди евра. Кажете што правите со 7 милиарди потрошени евра? Што е направено опипливо да кажете тоа го изградивме, тоа го направивме? Нема ни една работа, на ништо не може да се сетиме. Што е направено во Скопје? Град со 600-700 000 луѓе, со само градскиот буџет е 100 милиони евра. Ајде година да напишеме на лист, некој нека се обиде да напише Шилегов за година и пол, тоа и тоа го направи. Нема ништо. Буквално ништо. Една шајка не е закована, една бандера не е направена. Од 1 јануари, почитувани колеги на СДСМ, вие влегувате во третата година на вашето владење. Трета година на власт. 17-та година, 18-та година, еве доаѓа и 19-та година.
Не така одамна, во главниот град, во Скопје, се градеа стратешки проекти, важни за еднината на овој град. Тука претходната влада и претходната гарнитура ја направи обиколницата околу Скопје. Проект стар 50 години, никој не го направи, сега е готов. Се направи економска зона до Скопје, фабрики влегоа, Ван Хол, автобуси во Македонија се прават. Джонсон Мети, Джонсон Контрол, с нови фабрики, можности. Се направи нов аеродром во Скопје. Се направија нови булевари и Линденска, за која што вашите невладини организации беа против. Секој 2-3 месеци се отвараше нов булевар. Се направи нов мост кај Сарај, Коце Траяновски го отвараше. Важен за жителите и граѓаните на општина Сарај. Се направи спортската сала Борис Рајковски. Се направи спортската сала во салата Јане Сандански. Се направија еден куп стратешки важни проекти за граѓаните на Скопје. Секој неколку месеци имаше нешто да се пушти. Сега нема ништо, се е застанато. Затоа апелирам, ајде, направете еден мост. Направете еден мост што е важен за Скопје. Го имаме амандманот, има конструкција, имате готова документација од претходно, значи не треба нешто посебно многу да се прави и да видат граѓаните и на Скопје и на Република Македонија. Ние предложуваме амандмани тука кои што се важни и за Велес. Пратеничката Кузмановски имаше одлични амандмани кои што се одбиени за Битола. Имавме амандмани за Неготино, амандмани за Источна Македонија, да не ги редам поред сите општини, исто така одбиени. Пред малку, пред 5 минути, ни одбивте амандмани кои што се добри за Гостиварско, амандмани кои што се важни за Дебарско, за Мавровскиот, Реканскиот крај. Ни одбивте амандмани за Тетовско, каде што локалните и албанци, и македонци, и турци, и срби, и роми, и власи, и бошњаци ќе ги користеат тие патишта. Значи во Македонија ништо не се прави, а таму каде што имаме иницијатива, таму иницијативите ни ги одбиват. Значи, ве повикувам, ајде од оваа најнеспособна гарнитура во историјата на Република Македонија да остане барем нешто за идните генерации, да остане некое дело, да се види дека нешто било направено. Ве повикувам да го поддржите овој амандман од колешката Стаменковска, да се бајпасира неспособноста на локалните градоначалници во Газибаба, градоначалникот Златко Марин во аеродром и градоначалникот Богдановиќ во центар, и пред се да се бајпасира катастрофалната неспособност и немање проекти, и немање отчети, немање дела на најлошиот градоначалник во историјата на Скопје Петре Шилегов. Значи, од овие 7 милиарди евра кои што ќе ги потрошите, најдете 10 милиони евра да се направи овој мост, овие секојдневни гужви кои што ги имаме во Скопје да се поднамалат, да се помогне во сообраќајот, така ќе имаме и помало загадување и нешто да остане. Само уште една работа ќе ви кажам. Почитувани представници на владиното мнозинство од СДСМ, вие пред година дена кога гласавте еден закон за акцизата, 3,5 денари за секој литар дизел кој што се троши. Ги удривте директно земјоделците, ги удривте автопревозниците, ги удривте сите луѓе кои што се движат во Македонија, сите што имаат автомобили. 3,5 денари арач за бензин удривте на секој граѓанин на Република Македонија. По таа основа, оваа 2018 година собравте, ожнеавте 30 милиони евра. На што е потрошено? На ништо. 30 милиони евра само со тоа, башка другите зголемувања на даноците, башка зголемувањето на цените на паркингот во Скопје, вашите зголемувања не се зголемувања 3%, 5% или 7%. Еве сега во клинички центар велите 150% не зголемите цената на паркингот, 150%. Во Водно ставивте паркинг, Шилегов стави паркинг, луѓето не може ни на Водно да појдат. Ставивте нови такси, нови борчови, 53% од БДП, најголемо зголемување на долгот во историјата, а ништо не е направено. Значи, секој ден воведувате нови давачки. Значи, мојот апел до вас е, ајде тие огромни средства кои што ги трошите, да бидат конкретно потрошени и да имаме нешто што ќе биде добро за граѓаните на Скопје и на цела Македонија. Ве молам, гласајте за овој амандман, иако, за жал, не сум оптимист, ниеден амандман
не ни е прифатен. Благодарам.